Почитувани мои, овој пат во емисијата во Агол се двајца од, како што велат, повеќето членови на една од попознатите групи овде во Република Македонија во последниве неколку години. Нивните песни се, да речам, певливи, текстовите им се такви кои што може да се запамтат и понатаму да се пеат во текот на целиот ден, откако ќе ја слушнат на YouTube или на телевизија, на некоја емисија или било каде. Но, она што последно јас имам слушнато од нив и што ете така ми има останато во сеќавање и што во последниве неколку денови постојано јас лично си го пеам е само еден дел од нивна една песна што звучи убава. Предпоставувам знаете за кого станува збор. Со мене се реков дел од членовите на македонската група која што во последниве неколку години е се популарна на територијата на Република Македонија. Станува збор за групата IQ. Ги најдовме во Пробиштип на Самар фестивалот, кој што започнува токму вечерва. Вие ќе гледате, предпоставувам, после на 2 недели или без разлика кога и да е репризи, секако ќе одат. Овде со мене вечерва во Агол се Бојан и Марија. Добре дојдовте и ви благодарам што ни излеговте во пресрет и се согласивте да бидете во емисијата. Добро, најдовме во Аголот. Реков дека сме во Пробиштип, ќе настапувате вечерва на Самар фестивалот. Да. Не е прв пат да настапувате во градови кои што се наоѓаат, да речам, во внатрешност во Македонија, меѓутоа привлекувате големо внимание со оглед на тоа што има се поголем број на публика кои што и оние кои што ја почитуваат вашата музика, кои што се наоѓаат на градскиот пазар, на платото на градскиот пазар во Пробиштип. Да, минатата година имавме една така пообемна турнеја низ Македонија, опфати над 10 градови, меѓутоа не стигнавме до Пробиштип и еве сега оваа година дел од летниот фестивал, голема чест ни ја настапуваме, гледаме добри имиња сте избрале, имате вкус за музика, ала да вие. Видов дека се собрале доста луѓе, а уште повеќе комарци, така да гледам дека освен луѓето и инсектите ја обожаваат нашата музика, изгледа добро им пријат, вибрации, им отвара апетит повеќе да не јадат. Повеќе да не јадат друго, само да ги јадат присутните овде. Марија, како се чувствуваш во Пробиштип? Со оглед на тоа дека пред неколку часа пристигнавте, имавте тонска проба. Со авион директно од Скопје. Супер, баш убава атмосферата овде. Многу ми се допаѓа, баш добро не чека. Одлично беше, сега се спремаме. За некој време треба да почнеме. Возбудени сме и едва чекаме. Расположени сме за тоа настап. Така. Додека траеше тонската проба, морам да кажам дека бевме ние од емисијата во Агол, што сме јас и мојот колега и присуствувавме на тонската проба и можам да приметам дека освен тоа што ќе слушаме ваши песни, ќе се слуша и нешто, да речам, странско. Боја нешто запеа така. Нешто запеа странско, тоа што Бојан го запеа странско е наше. Така За песни на IQ, да. Што не се толку многу популарни овде, бидејќи сега повеќе се слушаат македонски песни од македонски изведувачи. Меѓутоа IQ на првиот албум од 10 песни има 4,5 на англиски, а на вториот албум уште 2 песни. Така да ќе има неколку песни. Па морам да ти кажам дека одлично звучеше, значи текстот е одличен. И па што му звучело како странска, значи сме постигнале цел. Па да, ја немате како спот за да може да се види и слушне. Спот немаме, меѓутоа во план е таа песна што ја пееме, There's a Chance, ќе видите голем хит ќе биде. А во Македонија не преде толку многу по радиостаници, ви кажав од кои причини последните 2 години кога го воведоа законот дека македонска песна од македонски изведувач само таа е испеана на македонски јазик и треба да компензираат радијата и сите медиуми да пуштаат во квота на странска музика, значи да жртвуваат некои странски хитови за да пуштаат македонски изведувачи со странски песни. Меѓутоа имаме планови за дел од песните што се веќе извадени на претходните албуми и некои што уште не сме ги доспремиле, да ги промовираме и на некои од странските пазари. И тоа ви е во план. Ајде за тоа потоа ќе зборувам. Она што еве сега ти што го кажа е зошто ако е ваше авторско дело таа песна, зошто да не може да ја промовирате, да ја пласирате, еве да направите спот за таа. Не дека не може, меѓутоа кога се воведе
квота за задолжително пуштање на македонска музика, направи и правилник која песна се третира како македонска. И сега мала може би треба да се надополни, мислам дека имаше еден пропуск дека инструменталните песни не се смета исто за македонски, од македонски автори, а во моментов само тие што се со македонски текст. Меѓутоа треба малце да има пошироки граници според мене тоа. Да. Бидејќи треба да се прифатат и песните што се пеани на други јазици од македонски автори. Тие се уште попредставителни, да речам. За нас, не само за бидејќи како што може да приметиме секоја Евровизија прво правиме македонска песна и на крај кога се отиде се или пее на англиска англиски, верзија. да. Значи дека на тој начин може да се стигне негде подалеку. И не треба да се срамат нашите од тоа, него да си го прифатат како свое. И тоа. Дали сте размислували, например, таа песна да ја преведете на македонски па на некој начин да постигне голема песните и популарност? Со уметноста тоа не оди така според план. Има во одредени ситуации кога тоа лесно се случува, а ако сетиме, особено јас бидејќи голем дел од музиката, текстовите, аранжманите ги брам, ако осетам дека треба да форсираме нешто да се случи, тоа во никој случај во музиката не би го правеле тоа. Доколку има таков призвук песната, да звучи добро и на македонски, на англиски или на било кој друг јазик, да. Меѓутоа, чист превод онака, колку да фигурира дека има и македонска верзија и швајцарска и не знам како. Да, швајцарска добре, таму е француски, германски, италијански. Да, повеќе јазични. Не го правиме тоа. Она што кажа во најавата ја спомнав песната Убава. Навистина е убава песна, прекрасна песна. Е убава ќе доживее некој преводи. Нема да кажам кој, додека не слушнете. Па Меѓутоа тоа го тестираме, баш тоа е добар пример, сега да го спомнам. Со убава така пробавме на други јазици да има не буквални преводи, меѓутоа преработки да речем, и одма се осеќа кога може да звучи добро, кога не. Така да има една добра варијанта за убава и ќе ја слушнете. Кога? Нема да кажам да се. Зашто да не кажи Не, нешто. не. На почетокот На ексклузивно. интервју збориме само сегашно и минато време, за тоа што се случило. видно За е. го видно не. Нешто така. Следниот пат кога ќе дојдеме, пак ќе ви раскажеме. за тоа Кога што ќе се дојдете случило. следниот пат? Па следната сезона може. А во Штип може ли да ве очекуваме, пошто е Да, ние Штип не сме биле одамна. Да. Има преговори за да Има гостувате преговори, таму? да, веќе подолго време има преговори. Чекаме прав момент и право место да се погодат сите работи. Така да ќе дојдеме на едно свирење и на една пастрмелија. Па добро, сезоната за пастрмели почна во септември, А некаде нас не е така. сезоната кога ќе дојдеме у Штип, не знам кога е сезона. Баре. Знаете за пастрмелиите како се јадат? Со рад. Да. Супер. Одиме сега да ја слушнеме убава песната, па потоа ќе продолжиме да разговараме со Бојан и со Марија за нивните ајде да не речам планови, ама за сето Амбиции. нешто амбиции. Ајде може амбиции. Не ја стварно вака не можам 1500 зборови и пак не те разбирам. Ми доаѓа да си полудам, да се спакувам и одлетам таму негде сам. Но кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се, те гледам само тебе. Кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. И кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се, те гледам само тебе. И кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам.
ми речеш убава, убава моја, заборавам на се, сакам само тебе. Кога ќе ми речеш убава, убава моја, толку лесно светот го заборава. Длабоко во тебе јас потонувам. И кога ќе ми речеш убава, убава моја, Заборавам на се, да сакам само тебе. И кога ќе ми речеш убава, убава моја, толку лесно светот го заборава. Длабоко во тебе јас потонувам. Радиостаниците ги спомнавте како еден начин да се промовираат песни. Сега не само вашите, него општо песни, но има и голем број на спотови на ваши песни кои што може да се видат на YouTube и на телевизиски станици. Секако, според вас, кој е подобриот медиум, еве да речеме? Во Со оглед на момент- тоа, се извинувам што да се направи еден спот, чини многу повеќе, нели? Да. Отколку Отколку самата да не се песна. направи. Отколку сама да се аранжира, да се заврши, да се подготви целата песна. Во овој момент не може да направиме таква поделба, него може така посеопфатно да гледаме. Дека е добро да има на сите може медиуми. Сега е поделена работата, не е доволно да има само на телевизија или само на интернет, само на радио. Сите добро фигурираат и социјални мрежи и каналите за гледање видеа и музика, YouTube и така натаму на интернет што ги има. Телевизиите се уште кај нас на Балканот највеќе имаат процентуална застапеност медиумски, како процент од сите медиуми, радијата исто така. Така ние гледаме да сме присутни барем со тие песни што сметаме дека имаат хитовски потенцијал. Имаме направено до сега некои 3-14 спота, може и 15. Да, ги има повеќе на YouTube. Да. Има повеќе на YouTube. Меѓутоа има, ајде да не звучам не знам како, 3-4 песни кои што се она буквално ударни ваши песни кои што постојано се слушаат сегде, дали на радио, дали на телевизија, спотовите спомнати хитовски песни. Пошто ги одредувате вие кои ќе биде сега оваа песна убава ќе биде хит еве за оваа сезона или за наредните неколку сезони или не знам која. Потенцијалот После ќе сега спомнам веќе уште со една. искуство можам да го проценам. Од прилика дали некоја песна може да биде хит, а и за наши песни и за други. Меѓутоа не може долготрајноста тоа не може никој да го предвиди. Дали песната ќе биде актуелна неколку месеци и толку од незе или ќе трае повеќе години, тоа само времето што ќе помине може да го каже. Само публиката тоа го одредува. Иначе најнеутралната публика е добра за тоа да процени. Не оние со многу изоштрен осет за слух, музичари, најнезаинтересираните. Така беше Кои што примерот сакаат со да уживаат Убава. во вашите песни. Песната Убава допре буквално до секој, и до тие што не сакаат музика. А подготвувате ли нешто ново? Па подготвуваме, да. Активни сме доста на нов материјал. Ама не би дефинирал сега во каква форма и кога тоа ќе биде достапно за публиката. Ништо не ќе да дефинирам. Не сум јако политичарите да кажам тука само за уидно време и ништо не се случи. А, Ние добра. барем да си бидеме доследни. Нешто од минатото, со Кристина Арнолдова имате Да. песна и спот, исто така Да. со неа, ќе може ли да очекуваме уште во иднина? Да, може Нова да очекуваме. песна Да. со- Јас со Кристина си имам редовна соработка. Тоа почнав уште пред неколку години со нејзиниот албум. На нејзиниот албум јас сум дел од авторскиот тим на 6 песни и еден од продуцентите сум на албумот. Така на најголем дел од песните со мене соработуваше. Таа соработка се прелеа на заедничката песна Сега ми требаш ти, а има и на нејзиниот албум и на нашиот. А песната Убава исто заеднички ја направивме јас и Кристина Арнолдова. Имаме уште неколку подготвени песни што ќе видиме дали дел ќе ги пееме ние, дел ќе ги пее она, дел ќе ги пеат сосема трети пеачи.
Така да музички добро се разбираме. Така. Значи има и сосема трети пејач што може да Да. биде тема на разговорот. Да. Од кој ќе ја слушнеме песната со Кристина Арнудова. А најверојатно следната песна што ќе биде исто така ќе биде заедничка со Кристина, меѓутоа ќе пееме ние. Така. Ајде да ја слушнеме песната што досега ја испеа со Кристина Арнудова, па потоа ќе поразговараме за каква песна станува збор. За многу убава. Уште поубава. Но дојде ред да се потргнеш од мене, пошто не можам вака повеќе. Дали да соберам храброст да ти раскажам приказна откачена за еден нов ден во кој јас и ти на само пееме тра-ла-ла. Дали мислиш тоа што би сакал јас? Дали имаш појма колку ме привлекуваш? За еден поглед, една ситуација може претерувам, но се би дал. Веќе недела 2, 3, 5. Но дојде ред да се приближам до тебе, пошто не можам вака повеќе. Дали да соберам храброст да ти раскажам приказна откачена за еден нов ден во кој јас и ти на само пееме тра-ла-ла. Дали мислиш тоа што би сакал јас? Дали имаш појма колку ме привлекуваш? За еден поглед, една ситуација може претерувам, но се би дал. Дали мислиш тоа што би сакал јас? Дали имаш појма колку ме привлекуваш? За еден поглед, една ситуација може претерувам, но се би дал. Дали мислиш тоа што би сакал јас? Дали имаш појма колку ме привлекуваш? За еден поглед, една ситуација може претерувам, но се би дал. Реков за сите ваши песни има спот. Така? Па за 70-80%. Да. Што се однесува до локациите каде ќе се снимаат спотовите, има на повеќе локации ги има вашите спотови снимено. Што е она што го одредува еве оваа песна ќе се снима овде, оваа песна ќе се снима овде, или некој друг кажува, или ти си тоа, или Марија одлучува. Марија ништо не каже.
Ма Па се не ме согласувам, почуј. се согласувам со се. се ти што ќе Да, кажеш. јас сум тука само да потврдувам. Така ли се договоривте пред да почнете? Обично така. Она е најнов член во бендот, така да. Да. И стои да потврдува сега. Ако ќе кажем на после нешто. Ќе кажеме главниот збор го има. Да. Јас сам овој за главниот збор и она да ќе каже и тука 2 решаваме. минути е долго. Најбитно е сезоната. Значи ние кога снимаме спот секогаш ќе утнуваме сезоната. Ја Ако треба на утнуваме. планина ужасно ладно е. А кој одлучи? Ако треба на езеро пак ќе утнеме сезоната и таму ни е ладно, Бранов има кога веслам. Како не бе пак се шал, не. На толку на голем број на спотови, колку реков, не знам дали се бројка 14 или 15 веќе. Кај све немаме снимено и во секакви услови, на планини, долини, езера, реки, мориња, се уште не може. Во студија имаме неколку варијанти, имаме Температури под првиот спот ни е со 3D анимации и тоа многу сериозни. Ме правеше Свето Заржицевски, тој е познат филмски режисер. Првиот спот ни беше многу сериозна приказна Кој беше првиот спот за кој? за магија. За маги. Тоа е со цртани 3D анимации, ние сме во 3D анимации цртани, мислам баш е тоа светски спот. Свето Заржицевски само сериозни дела работи. Неколку филми има снимано и не знам, реклами за Канада и така натаму. Така да ние сме љубители на снимање спотови, како што може да видите. Рековте за новите песни што се подготвуваат. Да, пак може на море се- да отидеме за промена. Последниот Да, спот да. добро помина на MTV Адриа, стигнаме до прво место. Одлично, супер. Да. Тоа ни е прво место. Второ прво, а прво место? Првото прво место беше со англиска песна Not This Time, што исто така овде не се проби кој знае колку за разлика од други македонски песни, ама ете на регионалната телевизија MTV супер пројде и беше на прво место и беше на 11-то место од 20 највртени песни за 2010 година од регионалните. Сакаш да кажеш дека овде во Македонија не се проби, а се проби надвор од Македонија. Да. Тоа сакам да кажам. Со нејќи ама морам да Зошто така? Што Ви мислиш го зошто? објаснив тој феномен претходно. Не може да се бира која песна како ќе се наметне на одреден пазар. Ете тоа го имавме како случај со Not This Time. Таа англиска песна е баш на модерен поп-рок, супер пројде на MTV во регионот, ама таму па беше во друштво на таков тип на бендови кои што повеќе третираат таква музика. Значи од регионални бендови што се попознати. Не знам, Негатив, Елементал, Ван Гог и така натаму. Во таа група ете стигнавме баш пред нас тогаш беа Ван Гог, Елементал, исто беше и сега случај со сепак не е забавно. Меѓутоа овде не беше толку голем хит по медиумите на тој начин, како англиска песна од македонски бенд. Меѓутоа нема ни потреба на артист да се ограничува територијално, него баш целта треба да биде и нас не е таа целта, што подалеку да допреме со нашата Докаде? музика. Па до Токио, ама да тргнеме од другата страна. Да го заобиколите скроз целиот свет. Марија, ајде ти да кажеш нешто. Ајде. Како дојде ти да пееш во IQ? Ме зема. Од кај те зема? Од кај те зема? Јас имав поставувано видеа на YouTube, се снимав кавери и нивниот менаџер ме најде, ме контактираше и така се запознав со Воен. Случајно. Па ништо не е случајно. Да, Ништо не е ништо не е случајно, да. случајно. И колку време сте сега заедно во групата? Колку си? 3,5 години, 3,5 години. скоро 4 Да, може. лета време. Лета времето, да. Да, И како е Таму да што како е да 2013. си член на IQ? пријубаво. Сите треба да пробате. Ти треба да пробам. Може да Не можам да направиме пеам. Не 5 можам да минути пеам. еден концерт. Може караоке го правите после. После настапот вечерва во пробишти. Да, може. Какво беше чувството кога ете ти се јави менаџерот на IQ и кога рече Марија, може ли да дојдеш да се видиш со Прво Бојан? имаше понуда за сум други планови некакви, па требаше јас да одлучувам. И кога ми беше спомнато дека бев прашана дали сакам да бидам дел од IQ, кој е женски вокал плюс, бев пресрекна зашто и претходно... Само кажа да. Тоа ти беше првото да, така. А не размислав. Да, многу бев стрикна. Да. Јас, сега сајки. Сега сте во пробишти, после пробишти каде може да ве видат, да ве слушнат? Во Ресен. Во Ресен. Да. Па после тоа во Тето.
Само во рамките на Република Македонија настапувате, еве, бидејќи рече дека на Адрија Да, MTV ви имало, не ве се бараат ли вака на територијата на бившо југословенските републики? Настапувано, оваа сезона сега не, претходно имаме настапувано, Хрватска, Словенија, Србија, Косово, Албанија, Бугарија, Австрија, го имаме поминато Балканов. Се спремаме за нова офанзива, меѓутоа прво би работеле малку и на по-сериозна промоција, евентуално и некои песни на туги јазици. А тоа е тоа ја што Да, кажам. да. Наместо тугите јазици ги преведувате на македонски сега ви. Да. Двонасочно ќе биде тоа. Да, супер И тоа. тугите на македонски, и тие од македонски на други. Само кажав, тоа биде без форсирање, така да конкретно песнава There's a Chance, ова е трет пат да го добиеме исто прашање во 2 дена. Вчера на проба го добивме од делочановите, зашто не направиме македонска преводка, така да може да се замислиме. Ама таа песна, видовте сами дека така многу добро звучи кога Многу англиски одлично пеана, нели? звучи, да. Да. Тоа е она што сакав да го спомнам јас, да го кажам. Значи, бидејќи вие, нели, кога седнете да пишувате песната, инспирацијата ви доаѓа на англиски, значи Да, на македонски не ти доаѓа текстот, нели? Да. Може би добар случај е тоа да се даде на некој друг да го среди. И за тоа сте размислували. Па може, еве сега го помислив тоа. Колку интересно и во овие 15-20 минути колку разговараме, многу интересни работи и мисли. Начнавме, И и мисли. зачнавме. И зачнавме и начнавме. Она што подоцна ќе се начне и зачне и ќе продолжи вашиот настап на Самар фестивалот во Пробиштип, не кажавте кога може да се очекува новиот албум, колку песни ќе има нови? Новиот албум ќе има 10 песни. Може да го очекувате прва половина на следната година. 2 од песните веќе ги знаете, убаво и сепак не забавно. Имаме уште една ремикс на иста патека. DJ млад од Марио Еди го направи. Така да тие песни сигурно ќе се најдат на албумот. И другите песни ги знаеме, јас и Марија ќе бидат на албумот, вие не ги знаете. Ќе ги дознаете почетокот на првите неколку месеци на 2017 година. До тогаш, па дел ќе излезат уште две песни како синглови и тогаш веќе ќе биде целиот албум. Така, промоција ќе имате секако. Да. Медиумска, а после тоа е една офанзива по градовите да го слушнат тоа што ние го имаме во главите. Она што е интересно сега ми текна, се сетив, имаше неодамна една музичко име да речем, ајде да не речем звезда, кога ги промовираше песните од новиот албум, ги промовираше со се текстот на песните. Ве според тебе, мислиш дека е подобро кога го има текстот, или кога се слуша прв пат песната, визуелно кога го гледаш текстот и подобро се памти, според мене. Може ли да, бидејќи не приметив на вашите песни, на спотовите на YouTube, го што имаме се... направено, на настап го имаме направено и одлично функционираше. За еве пак, кога се пробиваше песната, уште не беше толку позната, што беше многу почетна фаза, само што излезе песната, за неколку дена имавме настап. И тоа го пробав јас, како стратегија беше апсолутно успешно. Значи, после 5 минути целата публика ја пееше песната со строфа и рефрен. И ја не ја знаев толку. Ете уште една идеја, значи кога ќе ги ставате спотовите на YouTube со комплет со текстот за да се запамтат подобро и подобро. Марија, кажи ми ти во иднина се гледаш понатаму секако со IQ, размислуваш ли за соло кариера? Нема, добра идеја. Лош. Получување уживо. Како беше го посакна со идеи. Многу идеи излегува од ова вече. Да. Па не, до сега не сум размислувала, супер ми е вака. Не знам, до сега супер било, се супер си оди. Јас сум многу задоволна и многу сум срекна што сум дела дајќи. Така да. И треба да си популарна си многу. А на фестивали ви имале? Ке ви имале? Па на фестивали од овој тип компетитивни, како се Скопски Макфестер, да бевме на Скопски, победивме. И сега малку не снема. Не знам на навиднев дали ги настапиме. Наверојатно не. На Макфест. На Макфест не настапивме. Да.
знам дека не наставивте наредната година или Да, виднина. па немаме некоја агенда дека мораме да бидеме присутни, да бидеме редовни на тие фестивали. Така да следниот момент кога ќе се осетиме така и кога ќе решиме дека ќе победиме на Макфест, ќе се пријавиме и ќе А победиме. кога ќе решите да победите? Па ако ќе осетиме дека имаме таква песна и дека има таква потреба ние да се појавиме, а чисто онака да фигурираме по фестивали не е наш стил тоа. Така. Не ни е баш примарна цел. Бидејќи сепак сме ние бенд и долго време и претходно си функционираме со свој стил на музика. А моментот со Убава беше баш таков момент. Досетивме дека е добар момент да се појавиме на добра прилика да се појавиме на фестивал и дека одлично таа песна ќе звучи со таков аранжман со цел оркестар. А Евровизија? Евровизија? А тоа во моментов нема фестивал баш годинава го гина. Од Скопски претходно идеа победниците. Така да ако беше бараш истото правило ќе бевме ние тие. Не го исклучувам како можност и таму ако би представувале ние од Македонија како представници за Евровизија, тоа би било во такви услови кај што ние како тим сме сигурни дека би биле во првите 7-8 места без никаков екскюз. Па првите 5. Еве уште една идеја до сите оние кои одлучуваат која група ќе ги представува. Сите мислат дека е некоја голема случајност, дека може вака и онака да се влие, не. Треба многу да се работи. Има кои чекори треба да се направат за не може да гарантираш дека ќе победиш, но за биеш во првите неколку тоа се знае уште пред да отидеш на Евровизија. Кој како се спрема. А ти си бил ли на Евровизија? Не сум бил него секогаш кога знаеш. гледаме Евровизија. Тие што се првото место не може да го погодат, меѓутоа тие што се од второ до седмо во старт се знае дека се тие кандидатите што многу сериозно се подготвиле за тоа. И многу ретко се случува некој ептен да биде заборавен, као Зинат. Да. Ама еве, тоа би беше случајот со Бугарија. Бевте изненадени дека беше кое место, четврто или пето или трето? Ја не бев изненаден. Првите 5 секунди штом го видов тоа, видов дека тие се стремеле така да имаат светски звуки и излети. Се останато се беше подготвено на тој начин да сигурно е тоа некој од едноцифрените места, а не 27. Подготвуваш ли нешто евровизиско? Да. Конечно нешто. Не, јас За зборам за наредна- војдина, само не дефинирам со датум. Не најблиска иднина, да речеме Не, наредната не, година. не, тоа се случува кога се подготвува нешто, кога се создава уметност, песната е готова кога е готова. Така да тоа не може да се ограничи некој дека ќе биде за недела 2 или година 2. Песната сама кажува кога е готова. Со оглед дека ги знаеш сите тие елементи кои што се потребни за да се меѓу првите. Да, според мој некој критериум или наш заеднички, додека не го постигне тоа ниво, се уште ќе остане таа песна во работна верзија. Ви посакувам успех, нема да ве задржувам повеќе. Фала ви многу. Сите И вас идеи ви што ги поздравувам. имате да ви се реализираат. Фала ќе ги префатим и вашиот добри да. Нели? Да, Секој случај. Благодарам многу. Сега одиме со селфи, може. може. Да ве видиме наскоро во Штип. Може. И тоа може.